6 години по снимањето на Црвениот поет, серија посветена на Кочо Рацин, продуцентот тврди дека се уште преговарал за незиното емитување на некоја од националните телевизии. Владимир Анастасов не сака да зборува пред камера и вели дека додека не склучи конкретен договор не може да каже ништо. Овој став го повтори пред неколку месеци, а тогаш доби демант од директорите на повеќе телевизии кои рекоа дека серијата никогаш не им била понудена. Со тоа што Црвениот поет не е емитуван, продуцентот не го исполнил договорот со агенцијата за филм која го финансирала. Сепак ова не го спречува и натаму да добива државни проекти, односно народни пари. Од Министерството за култура пак велат дека серијата била понудена на МРТ, дека оттаму немало никаков одговор и дека со тоа продуцентот го испочитувал договореното. Договорот е испочитуван зашто во него е предвидено проектот да е завршен и понуден до телевизија со национална концесија. Сите други одредби се исто така испочитувани. За натамошната поддршка што Анастасов ја добива од агенцијата за филм, одговори ве упатуваме да побарате во агенцијата. Алфа ТВ испрати прашање и до агенцијата за филм, но оттаму нема никаков одговор. Агенцијата за Црвениот поет потроши 23 милиони денари народни пари. Проектот првично беше одобрен од владата предводена од ВМРО ДПМН, а по промената на власта серијата не го виде светлото на денот. Според засега неофицијални информации, добрососедскиот договор спречува серијата да биде објавена, бидејќи содржината имала потенцијал контраверзно да биде сватена од соседна Бугарија, по примерот на филмот Трето полувреме, која предизвика бурни реакции на највисоките ешалони на бугарскиот врв, на кој очигледно им пречи кога македонците се потсетуваат на своето минато. Во серијата за Кочо Рацин особено внимание се посветува на неговата револуционерна активност, со сцени како Кочо Рацин во униформа на тогашната кралска југословенска војска се бори против бугарите, неговото заробување од бугарски војници, како и сцени во затворот додека бил измачуван и испратен во логорот Корница во Бугарија.